На 6 јуни повторно протести на пензионерите. Овој пат преку движењето Тука сме во офанзива за транспарентност и вистина на единственото нивно прашање. Каде се трошат и како се трошат парите на пензионерите преку здруженијата за кои што се сомневаат дека влегуваат во матни сделки. Овој пат офанзивата ја вршат преку неколку членови кои што се на разговори со засегнати страни, всушност со институциите и со луѓе кои што имаат директна моќ да влијаат за да одговорат на прашањето. Општо подобрување на пензискиот систем, адекватност на висината на пензиите, подобрена здравствена заштита на пензионерите и борба против пензионерската сиромаштија се 4 столбови врз кои незадоволните пензионери ќе излезат на нов протест на 6 месецов пред седиштето на Сојузот на пензионери. Како што вели Славко Лазовски, председател на иницијативниот одбор на пензионерското движење Тука сме, отчетноста на луѓето кои ги управуваат пензионерските здруженија е на ниско ниво и тоа фрла сомнеш каде завршуваат парите кои се одделуваат за партиципација. Најголем интерес предизвикува кај нашите пензионери заложбата за поголема отчетност и транспарентност за трошењето на парите од членарината и што станува со паричните средства кои се собираат на име Солидарен фонд за исплата на погребалните трошоци. Имено и Сојузот, и 53 општински здруженија кои се членки на Сојузот не се во добра состојба на објавување на нивните извештаи и посебно што обврските не ги почитуваат законските одредби на Законот за здруженија и фондации, дури не ги почитуваат ни своите статутарни одредби во кои вели дека мора да се објавуваат двата годишни извештаи, тоа е оној општиот извештај за работењето на секој здружение и Сојузот и финансиските извештаи. Тоа не може да се види. Или евентуално Сојузот го објавува горе-долу извештај за својот финансискиот извештај за своето работење, но во груби црти. Колку има приходи, колку расходи, фактично од тој таков извештај не може ништо да се види. И не само Лазовски. Неколку стотина пензионери од сите 53 здруженија широм државата потенцираат дека измени се неопходни во пензискиот систем, каде за сите прашања со кои се обраќа здруженијето им се одговара со немање ингеренции, додека како што потенцира Лазовски, влада е пашалук. Се наслушавме во овој краток временски период за многу злоупотреби во пензиите. Здруженијата во пензионерските здруженија во Република Македонија и изгледаат како пашалук до пашалук, таму има заседнати луѓе кои по 20 и 24 години се на исти позиции и ги трошат парите најблаго речено непродуктивно. Голем дел од тие средства одат за некои од нивните џебови на раководната структура на здруженијата. Од друга страна, ние пензионерски здруженија како да се фрлени на страна и да е нивното главно ангажирање околу тропна лоро широко или ајде на манастирски ручици, а не бавење со вистинските проблеми на пензионерите. Сите имаат помала вина за ваквите состојби во пензионерските здруженија, во пензионерското организирање и сите се вадат на некој начин. Но мислам дека главната заложба е наша да Сојузот си ги преземе, Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, си ги преземе состојбите во своји раци и да ги решава. Ама велат законски дека немаат. Односно, тој Сојуз треба да си донесе правила за избори, правила за трошење на средствата и тие да бидат во некој начин задолжителни за здруженијата. Не може Сојузот на пензионерите да вели, ние сме само некоја организација кои ги поврзуваме по вертикала, а оно што станува во општинските здруженија не интересира. Па тогаш која е смислата на такво здружување на тие здруженија? По наше размислување дека најголем одговорност сепак треба да си го преземе Министерството за правда, бидејќи така стои една законска одредба во Законот за здруженија и фондации, тоа треба да го надзира целокупното работење на пензионерските здруженија и на самиот Сојуз. Имено во здруженијата
многу работи не се изведуваат онака како дури ни онака како што се зацртани во нивните статути. А пак сосем е големо прашање, неизвестно прашањето колку се тие статути усогласени со Законот за здруженија и фондации. На некои пензионери пак им се чини апсурдно да немаат здружение во својата општина, па со средствата кои тие ги одделуваат, располагаат здруженија од други општини. Пред 10 години, откако е формирано Сдруженијето на пензионери Бутел, голем број на пензионери незадоволни од работењето на Сдруженијето на пензионери Бутел, пензионери од Чучер Сандево, инициираа на неколку пати иницијатива за формирање на здружение. Беа неуспешни. Еве, се одважевме минатата година, на 6.5. направивме оснивачко собрание со иницијаторите и го формиравме здружението формално правно на 6.5.2022 година. Веднаш по оснивачкиот акт ги спроведовме сите активности за регистрирање во Централниот регистар како формално правни, согласно закон за фондации и здруженија, формално правните работи ги завршивме и потоа донесовме одлука на собранието да пристапиме кон Сојузот на пензионери на Република Македонија. Нашето барање веднаш по поднесување во архивата на Сојузот, побаравме и прием кај председателката на Сојузот, Станка, да разговараме за нашиот статус во Сојузот. Таа усмено ни одговори дека не ќе можете да бидете примени, бидејќи имало некој акт на собранието на Сојузот, дека како членка на Сојузот може пристап да се добие само ако Сдруженијето има членство над 2000 членови. Низ бројни протести, трибини и средби во последниот период, движењето тука сме алармира за сомнежи за корупција, исклученост на старечки семејства од пензискиот систем, како и големи трошкови кои може да се скратат и повторно непречено да функционира пензискиот систем. Сите овие прашања ќе ги адресираат на протестите закажани на 6 јуни. Господине Хасани, вие знаете дека врие во пензионерските здруженија. Вчера имавте дури и средба. И денес, значи неделава, сте со средби со некои од здруженијата. Значи, во текот на работењето, како тековно, секогаш имаме средби, без разлика кој бара, фактички за да ги обслужиме и сервисираме сите наши корисници, тука сме крај крајва за нивните потреби и во тоа насока имав барање за средба. Вчерашниот ден тоа беше од пензионерското движење. Тука сме, денеска имав средба фактички и со Сојузот на здруженијата на пензионерите, кои се регистрирани, а тоа е тековна работа во врска со работите каде што ние треба да ги обслужиме. Во тие средби имат барања, имат своји видувања и нормално во тие средби ние ги кажуваме нашите ставови, односно ги образложуваме нашите задолжувања, односно обврски, кои ни се дадени според Закон за пензиско и инвалидско осигурување. Добро, кои се нивните барања? Нивните барања воглавном се барања кои што фактички не се во наша надлежност, но како такви веќе ги имате. Сигурно знам дека сте имале и некои емисии, сте ги кажувале. Тоа е воглавном работа кои што како здруженија на пензионери фактички со Сојузот на здруженијата не имат некои недоразбирања, но сепак во таа смисла и во таа насока ние не можеме да навлегуваме. Добро, кои се нивните барања? Добро, барањата се чисто воглавном одат нивните барања во врска со солидарниот фонд за посмртна помош и членарина
фактички тие барат некои видувања нивни, како може да се среди солидарниот фонд по смртнината, цената на истите и прашуваат за каде завршуваат тие средства. Тоа го кажав, тоа фактички и законски не е определено, фактички врз основа на членовите 115, 116 и 117 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, ние како Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија фактички го вршиме исплатата на посмртната помош од средствите на Солидарниот фонд, а тоа го врши фактички стручните служби на фондот. Додека висината на задршката за посмртнината, како и членарината, висината на исплатата, тоа се решава со одлука фактички на регистрираната организација на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите. Во таа насока и денеска имав средба со Сојузот на Сдруженијата на пензионерите, со представниците на Сојузот и во таа насока Со председателката Станка Трајковска? Не. Добро. Не. Имавме средба каде што се договаравме фактички за висината на Солидарниот фонд. До сега е 150 денари, тие предлагаат да биде 140, но во меѓувреме ќе видиме за да можеме да се договориме. Претходно нормално ќе треба да ги увидиме сите показатели, дали таа членарина да биде на 150 или евентуално да биде на 140 денари. Сега, како ќе биде одговорот, имаме, пошто истото ќе треба да се решава, односно да важи од јули месец. Така да во текот на јуни месец фактички ќе направиме конкретна анализа и нормално ќе предложиме до кај нив за да тие да одлучат која ќе биде фактички висината на таа задршка. Кои тие да одлучат? Врз основа на членот 116 за висината на задршките фактички одлучуваат Сдружение. Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија. Тоа е фактички законска, тоа е врз основа на закон. Додека ние фактички само сервисираме. Добро, вие ги префрлате парите. Парите фактички ги префрламе парите до Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија. Каде одат тие пари? Тие пари одат во Сојузот на Сдруженијата на пензионерите Македонија, од тој еден дел фактички, делот на Солидарен фонд за посмртна помош, тоа се плаќа, тоа оди во посебна сметка од која што фактички ние како стручна служба. Колку пари одат? Па имаме податоци конкретни, сега зависи тоа од секој месец посебно. Колку пари одат месечно? Што велат бројките? Бројките велат, да кажеме дека Солидарниот фонд, да кажеме во мај месец, бројките кажуваат дека вкупно 315.752 пензионери се согласиле фактички тие задршки да останат и до сега имаме некаде задржани 47.748.980 денари, додека исплатени средства до сега имаме 35.820.000 денари. Сега вие кажавте дека дел од луѓето кои се членови на тие здруженија не се задоволни. Не, тоа јас не можам да утврдам дали се задоволни или не. Тоа го кажувам Добро, на почетокот на интервјуто кажавте дека се незадоволни каде завршуваат тие средства. Кажав дека тие, значи, бараат, пошто имаме и имат некои работи кои што ги барат вака, конкретно и со писмено образложение во предметот во барањето за средбата со директор. Може ли да го видам, да. Фактички, ние можеме да одговориме само за делот каде што конкретно за средствата, каде одат и колку се средствата кои што се прибират врз основа на фактички претходна согласност од страна на пензионерите.
кажуваме каде се парите, а другите работи фактички врз основа на закон ние не сме надлежни да ги сервисираме, односно можеме да вршиме исплата на посмртна помош додека членарината тоа оди во Сојузот на Сдруженијата Да, на но вие пензионерите. ги префрлате тие пари. Еве што велат тие. Протестираме оние луѓе кои дошле да протестираат кај вас. Тоа е писмото, значи не треба да бидеме најасно. Значи целта не беше да се протестира, туку тие Почитуван директоре, ви велат протестираме против непродуктивното трошење, подосновано сомневање на злоупотреба на пензионерските пари од чланарината. може вака. Добро? Прije само да се дообјаснам, значи средбата со нив не беше во насока дека тие да протестираат, пошто не беше протест. Тоа беше барање за средба и јас ги примив. Значи средбата се одржа во оваа канцеларија. Да ви соопштат дека протестираат. Сега начинот, не тие фактички Пишува тука. тоа е нивното барање за прием. Значи тоа е нивното. И да ви соопштат дека протестираат за злоупотреби на парите кои Не. вие ги префрлате во здруженијата. Добро, сакам чисто да бидеме најасно фактично. Добро? Јас зборувам, тоа е нивното писмо до кај мене. Да. Како предмет за да можеме да средиме средба. Инаку средбата не беше протест, туку беше средба која што се одржа од нивна страна со мене како вршител на должноста директор на Фонд за пензијско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија. И во таа средба тие ги кажаа своите видувања како може, односно праша конкретни работи на кои што тие добија одговор. Фактички одговорот е тоа дека ние врз основа на закон само исплатуваме средства за солидарниот фонд и нормално средствата кои што се поделени за членарина. Вие исплаќате според закон. Да. Според член 117, ние фактички член 117 вели исплата на посмртна помош од средствата на солидарниот фонд ја врши стручната служба на фондот преку подрачните единици. Не, друго сакам да ве прашам. И тоа се почитува. Од друга страна, фактички како фонд членот 116 став 2 вели висината на задршката за посмртната помош и членарината, висината на исплатата за посмртната помош во зависност од акумулираните средства фактички ние ги знаеме и врз основа на тоа, поради тоа што еве во поранешниот претходниот период, значи во времето кога веќе беше нели корона кризата, фактички Чекайте сега. Ај малку да по-прецизни да бидеме. Ако вие исплаќате пари... Многу прецизно сакам само да завршам. Ајде, ве молам, завршете. Значи, имавме во еден период, како фонд, во времето кога беше корона кризата, поради зголемениот раст на смртни случаи, фактички и исплатата беше во поголем обем. Разбирате? И фактички ние тоа го менаџираме колку што можеме врз основа на тие средства кои ги имаме. Така да, еве ви кажави претhodно, значи во мај месец колку се сумите и врз основа на тие суми фактички ние решаваме тековно барањата кои што ни се доставуваат до кај нас. Добро, видете, знаете што е проблемот? Вие исплаќате пари на здруженијата. Овие пари се на пензионерите. Не. Вака, секој пензионер. Овие пари се на пензионерите. Да. И вие исплаќате пари на здруженијата. Не. Ние исплаќаме пари на пензионерите за пензионерите. Сега зборуваме за парите на здруженијата, кои ги исплаќате. Да. Значи, вие исплаќате пари на здруженијата. Да. Кои се всушност пари на пензионерите. Да. И тие пари... Вие велите... Не. Тие... Сега морате да ми го слушнете прашањето, замолам. Се извинувам, да. Каде завршуваат тие пари, ниту вие знаете, ниту знаат пензионерите. Вака. Значи, делот кој што е за солидарен фонд, по смртнина, тој дел фактички не може да не се знае, пошто имаме конкретни случаи, конкретни бројки и конкретни работи. Секој пензионер кој што претходно, значи... Се говориме за огромниот дел, тоа е членарината. Не. Огромниот дел е солидарен фонд.
Поради тоа што фактички од средствата кои што се задржуваат. Колку пари давате месечно, колку пари секој пензионер дава месечно на 150 денари. колку вие земате? Не, ние не земаме ништо. Значи, Како не земате, кој ги повлекува тие пари на пензионерите? ние како фонд не земаме ништо од тие пари. Значи, ние со тие пари само ги обслужуваме пензионерите. Не, чекајте. Само да завршам ако може. Ама не, чекајте сега. Добре, еве ќе Вие, го почекам. ве молам, вие секој зема пензија месечно. Да. Колку пари вие повлекувате од таа пензија месечно? И од таа пензија. Да, тоа е прашањето. Членот 115 е многу јасен. Ама добро, кажете прецизно колку повлекувате. Што пишува во членот? Јас ви кажав Месечно бројките. на еден пензионер. Ви кажав бројките, еве само да кажам прво да знаеме на што сме, фактички да знаеме од каде да започнеме. Членот 115 на корисник на пензија со негова согласност. Со негова согласност. Доколку не постои согласност од пензионерот, фондот не смее и не може да фактички да направи некоја задршка. Кажете ми колку месечно земате на еден пензионер. На еден пензионер 150 денари е. Значи тоа е врз Значи, основа... вие тие пари ги земате? Не, ние. Значи тие пари одат во посебна сметка, сметка која не се користи за ништо друго освен за солидарен фонд, односно да ги повлекувате тие пари. посмртна помош. Ве молам сега. Парите се во посебна сметка и не можат да се користат за никаква цел, ниту за фондот, ниту за никого друго, освен за пензионерите, Ама тие пари одат во здруженијата. Не. Тоа оди само како посмртна помош врз основа на барањата на нивните наследници, односно наследниците на пензионерите починати кои што фактички претходно биле согласни тие средства да им се запират и да одат во солидарен фонд за посмртнина. Говориме за парите на здруженијата кои одат кај здруженијата. Кај здруженијата одат парите за членство. Да. Тоа е веќе друга проблема. Тие пари од ПИОМ, од вашиот фонд, одат во фактички во Сојузот на здруженијата на пензионерите. Значи тие не се задоволни, каде завршуваат тие пари нивни? Нивни. Каде завршуваат? Ако збориме за делот за... Знаете вие за цело време што ве прашувам? Не, јас одговарам исклучиво само врз основа. Каде завршуваат тие пари? Тие велат дека се незадоволни, дека има основано сомневање на злоупотреби. Ние правиме неколку емисии за парите кои пензионерите одат парите од фондот во здруженијата и пензионерите не знаат каде завршуваат нивните пари. Дали вие знаете? Нивните пари одат во нивните здруженија. Така. И вие не знаете каде одат всушност тие пари. Како се распределуваат тие пари? Ставот 4 од член 116 е многу јасен. Средствата по основна членарина фондот ги дозначува на сметката што ја определува регистрираната организација составена од сојузите на здруженијата на пензионерите. Значи, и со самиот став, фактички ние како фонд, тука е јасна работата. Тие пари можат да одат исклучиво, пошто законски е тоа основано, фактички ние само ги дозначуваме до сметките што ја определува регистрираната организација. Да, ви благодарам многу за овој разговор. Благодарам и од вас на можноста. Во Франција организирањето на пензионерите е слободно во здруженија кои што се нивни здруженија, нема некои национални здруженија, тоа се пред се анонимни, кои што не се познати за пошироката јавност. Членарината се плаќа директно во здружението, нема задржување на пензиите, а додека услугите што се евентуални погребални услуги
тие воопшто не се вклучени во пензиските фондови, односно во системите што ги исплаќаат. Тоа е должност на секој лице ако сака да склучи таков договор со осигурателна компанија. Во Франција се вика превојанс, што предвидува секој да си плаќа директно во своето осигурување за евентуален смртен случај. Значи нема никакво задржување на пензиите, но пензиите се прават задршки единствено за порез, за плаќање на порез ако пензиите се превисоки или пак за некои други издатоци и кои што се пред се од банкарските сметки, а не директно на пензиите.